Почитувани гледачи, Бизнис клуб на Трето УЛО и Стопанската комора на Северна Македонија, наш денешен гостин доктор Тајна Штериопа. Шушковска. Добре дојде. Добре најдов. 2011-2017 пошто ќе биде забележана ова 2025 година. 2025 година за мене лично заокружува завршување на 4 годишниот мандат, односно заокружување на вториот мандат на чело на секретаријатот на КИФ. На крајот на месец март ми завршува мандатот и ги заокружувам активностите посветени на регионалната интеграција во изминатите 4 години. Што е КИФ? Коморски инвестициски форум е една идеја што произлезе пред паричици скоро цела деценија. Не идеја, реализација веќе. Беше идеја. Започна како идеја 2015 година, потикната од Берлинскиот процес, од фокусот кон овој регион, стопанските комори од регионот, предводени од вас и уште двајца председатели на коморите од регионот, тогашниот председател на комората на Косово и на стопанската комора на Србија, дојде на идејата дека за да го проследи тој процес на регионализација, односно поголемиот фокус на Западен Балкан, во рамки на иницијативата на Берлинскиот процес покрената од канцеларката Ангела Меркел во тоа време, потребно и да се формулира соодветен одговор на приватниот сектор од регионот и најсоодветната форма за тоа би била стопанските комори од регионот да се вклучат, односно да се здружат во некаква форма, некакво тело, кое што ќе ги прати тие процеси и ќе овозможи канализирање на барањата, потребите на бизнис заедницата, едноставно обимно представување во сите овие процеси и работи со компаниите за да ги максимизира придобивките од оваа зајакната. Знаеш зашто јас ја поддржав таа иницијатива и ја покренав? Затоа што после 70 иницијативи кои доаѓа од надвор, тоа не изгледаше некако дека и наша иницијатива, заради тоа што дојде од најмоćната жена во светот, во тој момент Ангела Меркел, и затоа што беше под водство на Сојузна република Германија, наш најголем трговски партнер и најака економија. Меѓутоа, од тоа некако сврте работата со шетањето по европските престолнини и завршувајќи во Софија, која јавно побара па да се врати процесот во Берлин и така бидна. Така да многу работи од таа идеја се видоизменија, али можам да кажам дека многу работи се реализира. Ти можеш да ни објасниш баш прецизно и јасно што? Точно би тргнала од последното што го спомнавте, баш минатата година нели се одбележуваше 10 годишницата од иницирањето на Берлинскиот процес и една од главните теми на кои што се фокусираше дискусијата беше дали е потребно некакво институционализирање на овој процес заради ваквиот карактер на организацијата и да го наречеме шитачкото председавање, што значи дека нема фиксна структура која што би зацртала приоритети на подолг рок, туку зависи од председавачот и каков фокус, каков приоритет ќе даде тој на конкретните теми. Меѓутоа, примерот на германското председателство минатата година покажа дека ако се посвети внимание на тоа и се фокусираат активностите, може да има резултати како што беше случајот со блокирањето на ЦЕФТА, значи повеќе од 3 години тој процес на одлучување во рамки на. Но јас сепак и покрај искуството би бил за институционално решавање. Мислам дека ако има институција која што ќе функционира, подобро ќе се вршат работи. Поделени беа ставовите во рамки на дискусијата, барем на настаните што јас ги проследив во текот на минатата година и јас мислам дека и вака како што е, со подкрепа на германската влада, затоа што сепак таа е носител на иницијативата и на основната идеја позади тој процес, мислам дека и вака може да функционира. Затоа што некако, знаеш, без институција виси тоа, а овде беа собрани низа иницијативи кои што бараа тешки напорни реформи и имплементација која што не беше така лесно да се изведе и затоа мислам дека тоа беше решението, меѓутоа во секој случај се најде издесот. Тоа издесот се вика документот за раст на развојот и позитивниот аспект на активностите сите овие години е што сега регионалната соработка и морам да потенцирам посебно вклучувањето на приватниот сектор во овие процеси се искачи многу високо на листата на приоритети на Европската комисија. Минатата година тоа беше формулирано преку планот за раст, кој што предвидува еден поразличен нов пристап кон економиите од регионот, како треба да се движи тој процес на пристапување кон членство во Европската унија,
Меѓутоа, на основа на контактите кои што ги имаме изминатите недели со сега реформираниот директорат за проширување, согласно новата подолба на надлежностите во комисијата, информациите говорат дека фокусот на приватниот сектор е искачен многу високо на листата на нивни приоритети и многу повеќе внимание се посветува на тоа што компаниите од регионот бараат, им е потребно и како да се зајакне таа комуникација, што од страна на некој што беше вклучен во тие процеси изминатите години го припишувам и на нешто што добро сме го сработале во рамките на КИФ. Пред 4 години, кога го истакнав предлогот за твој именување за генерален секретар, тоа беше изненадување. Денеска на постаната седница најласкави оценки имаше од сите председатели на коморите на регион. Искрено и за мене беше изненадување, затоа што не планирав крајот на мандатот на претходниот секретар се случи така како што се случи, некако на краток рок беше потребата за празнување тоа место. Меѓутоа мислам дека се пронајдов во прашањето на регионалната економска интеграција и мислам дека вложив многу енергија и труд во тоа што е реализирано и задоволна сум од тоа што успеавме да реализираме во изминативе години. Али во секој случај тоа беа наобични сите години за кои што зборувам за ократи твој 2011 со доаѓањето од факултет во Комора, што беше вистинско изненадување, тоа претходно не беше случајно. Па со ова, да речем, со овој пронаоѓање на меѓународни функции, а не во струката на која што се докторирала и така натаму, тоа доволно зборува за широкиот опсег на можности што ги пружа и коморското работење и амбициите твои, така да мислам сега патот е отворен за повисоки дострои. Тоа често сме го зборувале со колегите од Комора, коморското работење, односно начин на функционирање и темите што се фаќаат, нуди една сестрано што ретко на кое друго место во државата може. Значи, таков преглед на отворени прашања, на теми, на различни сектори, индустрии, да се фокусираат на едно место и толку многу круг на познанства со институции, меѓутоа и со компании, што ако се наредат коцките, да речем, може и такако да биде поволно за развојот во било која област што се работи натаму. Да завратиме уште малку на Коморскиот инвестиционен форум, во кој што за прв пат видовме пари дадени на компаниите за купување на опрема. Прв пат видовме дуално образование, прв пат видовме конзорциуми финансирани од KfW, Германската банка за развој, за исто така за развој на високото образование во правец на вештини, а не теорија, како што до сега беше. Па имавме низа обиди со преку промена на методологијата за патувањето на саемите, па за заеднички настап на трети пазар и така натаму. Некако како Коморскиот инвестиционен форум да ја разигра работата се оно што се зборуваше 40 години и се реализира за прв пат. Да, имаме листа на компании што баш конкретни опипливи придобивки добија. Од една страна тоа е проектот на регионалниот фонд за предизвици, кој што е поддржан од германската и швајцарската влада, а спроведуван преку германската инвестициона банка KfW од страна на Коморскиот инвестициски форум. И станува збор за една многу убава иницијатива што веќе влегуваме во петата година од имплементацијата, што зацрта за цел директно со грантови да го поддржи воведувањето на различни кооперативни програми на соработка помеѓу образовните институции и компаниите за воведување на различни модалитети на учење преку работа. Конкретно во целиот регион во трите досегашни отворени повици беа поддржани 99 проекти со вкупен фонд на финансирање од повеќе од 44 милиони евра и вклученост на повеќе од 530 компании од целиот регион, што говори за потенцијалот, односно покренувањето на ресурсите и ангажирањето на компаниите од целиот регион. Зборуваме регионална покриеност не само во главните градови на секој од државите, туку буквално низ целото подрачје на Западен Балкан, за да се вклучат во надминување на тоа што е можеби еден од најгорливите проблеми секаде во регионот, тоа обезбедувањето на квалификувана работна сила. Начинот на кој што тоа се имплементира е што овие конзорциуми добиваат директни грантови за опремување, реновирање на просториите, меѓутоа и набавка на најсовремени нагледни средства, односно опрема. Што значи имаме ние училишта кои што добија опрема за VR, односно виртуелна реалност.
различни тренинг симулатори, најсовремени CNC машини, значи ако веќе ги Што значи конкретно нешто. Прв пат конкретно нешто можеше да се види на ТВ. Дека компаниите добиваат конкретна поддршка. Не зборување само. Тоа е да речем успехот на Коморскиот инвестиционен форум во овој период. А успехот на Тања Штерева како го цени оново? Можеше ли повеќе, помалку? Па, секогаш можеше повеќе, а спомнавте дека околностите беа специфични затоа што од кога јас почнав, кога ја преземав функцијата на секретар на Коморскиот инвестициски форум, се уште траеше пандемијата, во меѓувреме се случивме со економска криза, со енергетска криза. Во меѓувреме на регионален план, сите добро знаете како се одвива регионалните односи помеѓу Србија и Косово, што од своја страна има рефлексии на тоа како регионалната динамика на усвојување на некои одлуки зацртани во акцијскиот план за заеднички регионален пазар се одвиваше и паралелното покренување на некои други иницијативи во текот на овие неколку изминати години, што можеби пробуваа да заменат делот од подрачјето, да речем, на регионалната економска соработка, меѓутоа позитивната работа и тоа на што сум особено задоволна е што успеавме да опстоиме, успеавме да се етаблираме пред меѓународните организации, пред се вклучувајќи ја Европската комисија како соодветен партнер и гласноговорник на бизнис заедницата од регионот и постепеното вклучување во различните стадиуми на конципирање на сите овие документи кои што се однесуваат на поставување на основите за регионалната економска интеграција. Значи, бевме директно вклучени во консултациите кога се изготвуваше планот за рад, меѓутоа би го одбележала и директното вбројување на КИФ како еден од чинителите во подготовката на новиот акцијски план за заеднички регионален пазар кој што почна да се применува од 2025 година, што значи ние речиси цела измината 2024 година ги ангажиравме коморските капацитети во насока на тоа да работиме на подготовка на барањата и предлозите на компаниите, што треба да бидат мерките, што треба да бидат вклучени во тој акцијски план и директното вбројување како една од институциите во управувачката структура, да ја наречеме на акцијскиот план, што од аспект на приватна асоциација, затоа што Коморскиот инвестициски форум не е меѓународна организација, туку е приватно тело основано од 6 стопански комори. Не добива директна поддршка од ние од државите од регионот, што значи успеавме да се избориме сепак да бидеме вброени меѓу листата на, односно да бидеме ставени на исто рамниште со сите меѓународни Ти си организации. една од ретките персони која што е премена без интервенција. Како беше? Многу интересно и многу случајно. Јас во тоа време бев ангажирана како демонстратор на правниот факултет на катедрата за граѓанско процесно право, а во исто време професорот што тогаш ми беше ментор на катедрата, беше избран за претседател на постојаниот избран суд арбитража. И така произлезе идејата дека би било потребно за да се покрене арбитражата во тоа време да се ангажираат дополнителни кадри, односно ресурси за да може да се активира арбитражата и дојде предлогот од професорот Јаневски јас да бидам ангажирана затоа што тогаш статусот на факултетот уште беше на прашање што и како ќе биде уредено. И тоа почна како работен ангажман на определено време, што е исто можеби една од спецификите, затоа што ретко каде јас сум сретнала некој да биде вработен на половина работно време. Дипломираше на правниот факултет. Со просек? 9,88. Што значи тоа? Една деветка имаш ли? Имав и една осмица затоа што беше таков системот, па тој е реформиран систем по болонскиот процес, значеше различен број на бодови од писмени тестирања, историја на право. Историја на правото на почеток во прва година. Прв семестар е тоа, да. Да. Имаше осмица. Имам осмица едно по индексот, да. И не го премалага. Па не. Затоа што никогаш не сум се вратила да преполагам тоа што сум мислела дека е направено и никогаш не сум се вратила да преполагам. Што имаше некој со 10 просек? А во наша генерација немаше. Не во комора. Што земаш? Немаш. Мислам дека не. Барем од правниците јас не се сеќавам. Не, немаше. Не. И она беше 9,90, тако добро се сеќавам. Тој е сепак висок просек. Таа Па да. на маргините на чиста дес. И идаме 2017. Веќе вработена беше во комората. Кога се сретнавме случајно во ходник.
Така беше. И Се подготвуваше голема прослава за 95-та годишнина на комората. Јас не бев вклучена затоа што тогаш, ако добро се сеќам, уште бев во секретаријатот на арбитражата и се сретнавме во ходникот или во лифтот на влезот од комората, ме викнавте и ми рековте ако сум слободна и ако сум расположена утре дента на прославата за 95 години, да ме повикате и да ме прашате неколку прашања. дали ти можеш да одговориш течно, така? Така беше. И ти одговори перфектно. Па од оваа перспектива да ви кажам искрено не сум ја гледала снимката одамна, ама мислам дека не се здткав Тоа на беше лице. чудо недувелчки, една атмосфера во која што имаше 2000 луѓе внатре од цел регион, најзначајните личности, председатели на држави, на влади, округла маса, Пламенка Трајкова со квартетот, Цветот квартетот. Стварно импресивно делуваше и сега изненада излегува една млада девојка и вика нема да си одам од државата. И ве обстоив на тоа. Иако 4 години се води дека водам организацијата од Трст, така ги организиравме работите да јас оставам од тука да ги работам работите, што значи сум Чак не обстоила тоа, на... и во Трст седиштето, а ти во Скопје де се мрдани од Скопје, така? Патував каде требаше и кога требаше, меѓутоа базирано со овде. седиштето, добро. И со тоа започна една, да речем, интензивна активност. Тоа префарзена на меѓународен план. И сега што бо натака? Па понатаму ме очекуваат уште неколку настани, состаноци, патувања претежно во Брисел во следниот период за да ги заокружиме активностите. Тоа што не чека на крајот на месец март, како последна активност во време на мојот мандат е одржувањето на следниот состанок на бизнис платформата ЕУ Западен Балкан, што е уште една од иницијативите што ја отелотворивме, да речам, од оние некои стратешки идеи од основањето на КИФ, а тоа е да се воспостави еден формат каде што континуирана комуникација ќе имаме помеѓу компаниите од регионот и креаторите на политики од страна на Европската унија. 3 состаноци до сега имаме организирано со присуство на комесариот за проширување и високи представници од директоратот за проширување и другите линиски директорати и очекуваме ист тип на состанок на успешно високо ниво да биде Кој ќе реализиран. биде пристел од еврокомесарите? Планирано е присуство на комесарката Кос. Да. Од наша страна таму ќе бидат присутни и членовите на бизнес советот, така? Така е. Живко Мукетов и Цвето Зорјанески. Од Македонската комора, двајта се членови кои што се делегирани, да. Очекувам и нивно присуство. Да. А ќе дојдат и сите останати членови од сите 6 држави. Така е. Така го формулиравме вклучувањето на компаниите од наша страна. Формиран е бизнис совет. Првично броеше 16, во меѓувреме околностите наложија да се прошири таа листа, стигнавме до 21 компанија, водечки компании од секоја од економиите од Западен Балкан кои што ќе бидат гласноговорници, да ги речеме, во тој диалог со Европската унија за клучните прашања и потреби на бизнис. Со тоа некако ево заокруживме една формална активност регионална во која покажавме дека е тоа стварно потребно и дека може да се постигне резултат. Што правиме на домашен плат? На домашен план хроничните отворени прашања остануваат затоа што се што на регионален план го третиравме како прашање изминатиот период, соодветна рефлексија има или потекнува можеби од состојбите и прашањата на домашен план. Соодветна паралела повлекувам со пак имплементацијата на тоа што го работевме до сега изминативе години, а тоа ќе се однесува на спроведувањето на реформските агенди кои што произлегува, односно секоја од владите од регионот ги подготви на база на планот за раст. Една од клучните приоритетни области во Македонската реформска агенда е креирањето на поповолно бизнис обкружување, што е активност каде што Стопанската комора секако ќе треба да има главен збор и вклученост во спроведувањето на сите тие мерки. Ако треба да дадеш оценка на крајот, која комора од овие 6 е најдобро припремена за имплементација на работите? Малку е специфично прашањето и не можам да ги рангирам затоа што секој има своји предности и слабости. Имаме комори каде што околностите да се такви што кадровскиот потенцијал и начинот на функционирање се навистина на многу ниско ниво. Имаме комори што имаат
многу добра кадровска подготвеност, како што е тоа Стопанската комора на Србија, меѓутоа можеби координираноста кон фокусот на некои прашања изостанува во дадени сегменти. Така што, земајќи ги сумарно сите шест, мислам дека Стопанската комора на Македонија многу добро се етаблираше и многу добро се постави во таа регионална рамка и во Јас како подпредседател и како генерален секретар бев носечки кадрови во целиот процес на изминатите 4 години. И мислам дека она што го поставивме понатака е доволна гаранција дека тоа ќе успее. И тоа е добро. Кој е Тајна Штерлјова? Приватно, доктор на правни науки, мајка на едно девојче 3-годишно и во суштина човек што не сака премногу да се експонира. Лично ако зборувам за себе наискрено. А што е за доживотното учење? Тоа останува предизвик и можеби еден од интересите. Неколку активности им се баве во изминатиот период што ме навлекоа пак на некои такви активности и морам да кажам дека уживам по таквите активности. Супер. Она што нас ни се наметнува сега како приоритет е регионалната соработка, завршување на процесот на дуалното образование и предсачување на процесот на градење на вештини во високото образование, што за мене круцијален проект во вредните 10 години и веројатно извозот кој што го форсираме како комора која што е посветена на тој каде се наоѓаат најголем број на компании. А од искуството што ги има со Комонскиот инвестиционен форум, кои искуства можеме да ги користиме на тој пат во овие три сегменти? Кога станува збор за образованието, морам да кажам дека, пак да не биде субјективно, мислам дека нашата комора е можеби најголем придонес, односно прогрес ма направено во третирањето на тоа прашање. Бројките што се збореле во многу наврати на нас, тоа јасно го говорат, меѓутоа начинот на кој што треба да се третира тоа прашање е системски и се пристапи на правилен начин преку соодветно моделирање на правната рамка за тоа да може да се спроведува и голем дел од да речам најтешката работа во тој процес беше да се убедат компаниите дека тоа е всушност во нивен интерес, што мислам дека е веќе направено, а проектот на пример што го имавме преку регионалниот фонд за предизвици само придонесе сето тоа да добие една структура и само да продолжи да се развива. Кога станува збор за извозот, тоа што ние го правевме преку Комунскиот инвестициски форум овие изминати години, беа различни приоди кон директна поддршка на компаниите во тој процес, затоа што ние мора да бидеме реални дека сепак економистите го викаат јазна конвергенција на нашите економии, меѓутоа ако го зборуваме на ниво на индивидуални фирми, имаме многу различно ниво, односно степен на подготвеност да се носат со пазарните сили на единствениот пазар. Значи ние стратешки се насочуваме кон тоа да добиеме директен влез на единствениот пазар на Европската унија, меѓутоа мора да бидеме искрени дека многу мал дел од компаниите фактички по моментов се спремни да излезат на тој пазар и соодветно да се носат со конкуренцијата на тој пазар. Затоа дел од активностите, голем дел од активностите ни беа насочени кон тоа. Спремавме различни алатки, дигитални портали кои што нудат информации за целните пазари, како фирмите подобро да се позиционира. Понатаму работевме на пример на еден од последните продукти што ги извадивме, алатката за CE знакот, што значи еден водич на секоја компанија што има производи што подлежат под ознакување ДЗП знакот, да олесни како да се позиционираат по целото тоа море на прописи кои уредува таа материја. Од друга страна, работевме директно со компаниите и можеби тоа имаше и најголема позитивна реакција од нив. Таа директна поддршка, тоа беше ангажирање на консултанти кои што со компании работеа на подготовка на проекти за добивање пристап до финансии, односно да консултанти имавме ангажирани кои што пишуваа за 100 компаниите во соработка со нив проекти за да добијат соодветно финансирање од достапните фондови во секоја од економиите и за тој краток период што го спроведувавме од 60 апликации што се поднесаа, 13 беа одобрени, компании добија финансирање во вредност од повеќе од 1,1 милион евра, што е директна помош, односно таков тип на помош им е потребна на компаниите. И другото прашање што вие го спомнавте,
тоа позиционирање на саем, и затоа што многу често збориме дека извозот бара да се представуваме на странски пазари, меѓутоа кога директно почнавме да работиме со мали и средни претпријатија, сфативме дека освен концептот да си таму физички на саемот, тие не знаат многу за тоа како добро да се представат на тој саем. Што значи се фокусиравме на заднинскиот дел, на подготовката за учеството на тие саеми. Да не се сведе само на тоа физички некој да се појави на штандот, затоа што благодарение на еден проект од Европската унија што го имплементиравме преку КИФ, имавме можност во изминативе години најмалку еднаш годишно да ги покриеме целокупните трошоци. Што значи сместување, превоз и се што се однесува на сенското представување за компанија од целиот регион. Меѓутоа, видовме дека дополнителна површина на компаниите им е потребни да се спремат за добро да се представат на тој саем. Како да ги представат своите производи, како да се спремат за целниот пазар, затоа што една ако вие нудите градежни производи за италијанскиот пазар, друга ако нудите за чешкиот, друга ако нудите за, не знам, германскиот пазар. Сето тоа се финеси за кои што компаниите, голем дел од малите и средни компании немаат сопствени ресурси, меѓутоа тука го гледам главното позиционирање каде треба да продолжи во идниот период. Вие се наоѓате во една полна зрелост, со големо искуство, со добро познање на работите. Би сакал да ги слушнам твоите ставови за клучни прашања. Како ја оценувате економската состојба во државата? Искрено, сега не зборам генерално само за млад човек. не зборам само за генералната економска состојба, меѓутоа можеби малку пошироко за функционирањето на системот. Јас сум растена во систем кога бевме деца, не беше период на транзиција и транзиција на факултет не учеа дека е процес на распаѓање на еден систем во функција на создавање на нов, односно креирање на нов. И тогаш бевме соочени со тоа дека е период на транзиција, дека се раскостува еден систем, меѓутоа треба да се воспостави нешто друго функционално. Тоа што се случува во моментот на нивото на општо функционирање, не само економското, е дека за жал изгледа уште трае тој систем на воспоставување на некој нов систем и малку предолго трае. Што е речението? Посветено работење. Посветено работење. Да, затоа што секој во својот сегмент, ако се фокусира на завршување на тоа што стои пред него, единствено така можеме некако да се придвижиме. Треба ли да го решиме проблемот со Бугарија? Да, затоа што моменталните околности се такви што прогрес на евроинтеграцијските процеси не е возможен се додека не се расчисти тоа прашање. Тоа е за жал реалноста што стои и мора да се најде решение за тоа прашање. Ама сега во моментов е Европската утија матиран. Ако мислите на геополитичките случувања и разместување во моментот, да, соочена е пред многу предизвици. Закана на шах-мат позиција. Ќе мора да се консолидира ако сака да продолжи да Завршите ли биде тоа водечка сила. работењето на DGNR? DGNS сега од почетокот на За февруари изминатиот со новото. период. Па ви кажав дека една од клучните пораки што упорно ни ја повторуваат е дека насоката што има добиена дека треба да се фокусираат на приватниот сектор, што не било случај никогаш до сега. Они работеа со нас на овие прашања, меѓутоа тоа беше како некој составен дел на целината и можеби затоа што ние бевме прилично упорни во тоа дека треба да бидеме вклучени во тие процеси. Сега работите од нивна страна се сменети дека директно фокусирано треба да се фокусираат кон приватниот сектор, односно да се осврнат на нив. Дали направивме грешка со отстапката према Грција? Во однос на промената на името, Дали донесе економска просперитета политичка одлука? статистиката која се однесува конкретно на размената со Грција не покажува некоја драстична промена, односно зголемување. Меѓутоа Амбиентот е подобра. амбиентот оди на подобро, да. Подобра. Значи треба да се решаваат прашањата, треба да се оди напред према евроинтеграција. Се е прашање на проценка, затоа што некогаш практиката покажува дека само треба да се истрае во моментот, затоа што еве случајот што го споменавте со позиционирањето на Европската унија, пред 6 месеци многу различно беа поставени работите на глобалната сцена, за разлика од денес, што значи некогаш треба соодветно искуство и добро концентрирање на сите достапни информации за да се одлучи дали треба да се преземе потек или само да се чека.
соодветна Се позиција. 78 просек, така? 88. 88 просек. А правната регулатива јас би оценил со 9,88 со 3 минуси. Правната регулатива како регулатива не е толку лоша, проблемот е како тоа се спроведува на лице место, затоа што тоа пак научила на факултет, нема добра или лоша норма, колку што може да има лоша имплементација или Не се неимплементација. спроведува. Сме констатирали каде па. Да. Или не се спроведува или во многу случаи уште полошото погрешно се спроведува, спротивно на тоа што била идејата на законодавецот. Што би направила Тања на некаква моќна позиција да го исправи тоа? Може ли да се исправи? Може да се исправи. Затоа што тоа е комплицирана работа, ти знаеш добро. Работата е што јас не сум поборник на тоа дека треба да влеземе во константен циклус на менување, конкретно некој од прописите, не знам, кој да е сега актуелен закон, се одеше кон тоа дури во случаеви да се пренормира, што значи до толку многу детали да се нормираат некои прашања, што отвара простор нешто да остане ненормирано. Тоа не е во духот на правната практика, значи не се функционира на тој начин и што е уште полошото, што се сеќавам на случаи низ годините каде што наменски се носеле законски решенија за да се затвори конкретно прашање или да се разреши некоја конкретна ситуација за поединечен субјект. Законите се општи норми и треба да се гледа на општата цел што се сака да се постигне. Со такви индивидуални решенија после се отварат проблеми за 3 нови серии на измени и не може да се санираат последиците во системот. Јас сум приврзан и за тоа жените да бидат 3 години на породилно боледување. Многу е 3 години, меѓутоа сега од аспект на родител на мало дете, се гледувам дека е потребна мала флексибилност во системот и таа е можеби една демографска политика на која што државата треба да подразмисли во следниот период, затоа што си бара малку поразличен ангажман од мајката во тие години, посебно ако е, не знам, настанка и дури во секојдневните активности, што значи мала флексибилност во поставеноста на сите други обврски за да може да се одговори на тоа. Мислам дека многу ќе придонесе за олеснување на животот на младите мајки. Треба нешто како да сме заспани во тој поглед да правиме реформи на тој план, затоа што мислам дека времињата во кои што доаѓаме ќе изфрлат на прво место секвенцата дека најтешко занимање е да видиш родител, најзначајно занимање е да подигнеш детето. И Тоа е иднината на животот. Така се воспоставува тој континуитет на животот. И мислам дека тука треба погодностите да бидат према женската популација многу поизразени. Омилен филм? Филм немам омилена серија ми е Пријатели. Пријател. Музика слушаш? Музика скучам, луѓето што работеле со мене во канцеларија знаат дека една од првите работи по вклучувањето во компјутерот со Вајле е што пуштам радио. Че додека работам, тоа ми е нека навика, за днес во последина може и да не ја слушам, меѓутоа нешто тече. Во моментов кој радио го слушаш? Странски радио. Странски радио. Имаше еден период кој што пуштав грчки радиа затоа што ме потсеќаат на некој период на плажа и на поопуштено темпо, така што знам да менувам македонски станици и нешто. Автомобил? Автомобил возам, да. Како? Во моментот Шкода. Шкода. И добра? Па да, добре се покажа. Шкодата е најраспространет, најпродан автомобил во Европа. Па мене ми е доволно. Да. Уже висока сум и не ми треба нешто многу повеќе од комотност во возилото, а ова возилото го безбедува. Возможно, да. Тоа е интересно. Ова Rapid, така? Или не? Не кам. Што е тоа? Се едно? Некоја меѓуверзија, меѓутоа е многу пространа за луѓе што имаат година да дожа. Rapid, да. Он обезбедуваше чудесно кол внатре за големината на автомобил. Да. Затоа што за некој што е висок, цел живот се случува со недоволно простор помеѓу седишта, на близни врати, на нешто што знае да биде нелагодно, така што ова е прилично. Донесовме одлука да го префрлиме седиштето на Киф од Трст во Подгорица. Да. Некои би рекле, јака работа да брак. Од Европа дојдовте на Балкан.
Италијанскиот систем, барем во Трст, се покажа неподготвен за ваков тип на асоцијација, заради тоа што начинот на кој што функционира италијанската администрација не изговара на тоа што ни се потребни и се покажа малку комплицирано. Дали Подгорица ќе биде соодветна замена за Трст, не сум сигурна. Меѓутоа, Јас сигурен сум дека не е. Трст е сепак некаква икона на разговорите што ги имавме со барем партнерите со кои комуницираме на Европска комисија беа понуда пред да одиме во Брисел, него да се враќаме во регионот, затоа што така и би се добило статус на меѓународна организација, што издигнување за еден степен превеќе и олеснување за целокупното функционирање и кадровски, и технички, и се она што значи заднински обврски. А можам да кажам дека во последниве години очигледен е развојот на Трст после влегувањето на кинезите во пристаништето. Се гледа дека заживеа градот и дека се вложуваат огромни средства, така да мислам дека не може да биде адекватна замена, али веројатно подобро ќе функционираме затоа што и врските према Трсен беа многу проблематични после укинувањето на линијата за Љубљана. Да, од кај нас стана прилично заhtевно да се стигне од Трст, особено кога се патува со кола, тоа се пак голем број на часови. Дали од персоналот на комората искористија твоето присуство на таа позиција во Коморската инвестиционен форум за своја надграда? Мислам дека да, со тоа што делот што е јас мислам дека можеше повеќе да се искористи е секој од нив директно да продолжи да се мрежува со соодветните колеги од другите комори, затоа што многу често комуникацијата одеше Тања, може ли да ми најдеш соодветен контакт од, не знам, комората на Босна или на Србија или на кој. Тоа е и така потребно за секојдневната работа. Има ли во своите соништа Тања Штериова Тушковска да постане академик? Не. Не, зошто? Кога заврши со ангажманот на факултет и годиниве наназад сватих дека може би си има свое место, свое време, меѓутоа за академскиот ангажман добра работа е ангажираноста во директна работа по реалниот свет. Често го зборувам примерот на професор Дика, еден професор на Хрватскиот правен факултет, пристапот еквил од Македонија, поранешен и председател на арбитражата, кој што своевремено кога бил избран за асистент или доцент на факултетот, побарал мирување неколку години за да оди да работи во суд. Затоа што не можеш да предаваш граѓанско процесна права ако директно не се соочиш со предметот, со страјки што ќе ти доаѓаат, со доставници што ќе ги нема, значи сето тоа се практични работи што ти мора директно да ги искусиш да понатаму да можеш теоретски да ги разработуваш и да ги пренесуваш на студентите. Така што од овој аспект мислам дека излегувањето од факултетската зграда за мене беше позитивно и не верувам дека би се вратила во брзо време. Една работа што ми остана, сега ми се покрена прашањето поврзано со докторатот, една работа што ми остана е што на пример докторатот работев со многу љубов, а никош не остана објавен. И од овој аспект ми е жал што тогаш ета така некако на брзање не стигнав тоа да го направам, затоа што мислам дека добар продукт беше. Останува многу предизвици пред нас. Дали сгреши со изборот да наместо универзитет дојдеш во комора? Не беше грешка. Не беше грешка, тоа го покажа и на почетокот на ова интервју. Сакам да завршиме со тоа како ја гледаш комората во наредните 10 години. Многу предизвици стојат пред комората да продолжи да се развива, многу добар пат се воспостави на трансформација на комората во еден формат кој што не е класична институција како што многу луѓе ја гледаат во системот, затоа што мислам дека општата перцепција на луѓето кои ќе се спомне Стопанска комора е дека тоа е некаква државна институција што е финансирана од буџет. Иницијативите кои ги покренавте во изминативе години го преусмерија работењето на комората кон тоа директно да работи со компаниите и да биде вистински сервис на компаниите, и тоа се некои сегменти кои што ќе треба да продолжат да се развиваат и да се напредуваат последниве години. И тоа би довело до еден нов радикален исчекор на коморскиот систем во интерес на компаниите, а со тоа можда и на подобрување на амбиентот за кој што работиме. Ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст и се надевам дека во наредниот период ќе имате уште поголеми успеси во животот.
Благодарам и јас за поканата и за поддршката за сите овие години unazad.